Во црквата Свети Наум во село Болно ќе се одржи свечено отварање на Преспански треперења, здружение за литература и култура, а истото име го носи и настанот кој се одржува трети пат поред, а за прв пат во црквата Свети Наум во село Болно. Настанот е од хуманитарен карактер, не е надпревар. Повеќе за настанот ќе ни кажи Маријана Митревска. Добар ден. Се наоѓаме во црквата Свети Наум Охридски во селото Болно, која се наоѓа 5 километри од градот Ресен. Тука ќе се одржува настанот Преспански треперења. Преспански треперења е интернационална манифестација на поезија во Македонија. Сега официјално и на документи е како Здружение за литература и култура Преспански треперења Ресен. 2 години соред Преспански треперења се одржуваше во црквата Свети Кирил и Методи во селото Стење. Ако ме прашате зошто токму баш во Стење, ќе ви кажам дека јас потекнувам од таму. А сега продолжуваме понатаму мисијата на Свети Кирил и Методи. Ја продолжуваат Свети Климент и Свети Наум и затоа ние се наоѓаме тука. Тие ги описменија сите народи на Балканот, во Европа и во Русија. Преферирам поетите кои ќе спраќаат песни да бидат со класична поезија, да не се одржат говор на омраза, да не се хумористични или пак еротски. Преферирам исто така да бидат и во духот на христијанството, затоа што Бог е насакаде и тој не учи на доверба. Едно од правилата на Свети Наум исто така е и довербата. Тој живеел според 4 правила, како будење на душата, покаяние, чистење и заедница со Бог. Јас мислам дека Преспански треперења ќе ни биде на сите како една голема заедница. Тука на 5 јули во 12 часот, токму во овај двор, сите кои ќе бидат присутни ќе се сеќаваат на овај настан со голема радост. Настанот ќе биде целосно снимен, со професионални фотографии, со луѓе кои имаат своји, како да кажам, своји медиуми за социјалните мрежи. Исто така имаме гостопримливост од страна на домаќините, од младата домаќинка Елена Мицалевска. Таа ќе се погрижи во однос на ручекот. Имав прашања околу тоа дали ќе има печатење на збирка. Нема да има печатење на збирка, бидејќи отварање ќе биде само поетско читање со музички паузи. Може би ќе учествуваат и уметници кои ќе ги изложат своите уметности. Може слободно да се пријават и луѓе кои изработуваат рачни изработки. И сите заедно да го прославиме овај еден свечен голем настан, кој ќе е многу значаен за Преспа и Ресен. Да не заборавам да напоменам дека овај пат темата за песните е слободна. Секој поет треба да се ја носи својата творба во испечатена верзија, со таа што ќе се представува. Исто така може да учесниците кои беа на конкурсот за Свети Кирил и Методи, на кој имаше 84 пријавени поети, може да учествуваат со истата песна. Збирка, рековме, нема да се печати, секој присутен ќе добие благодарница. И сега во овој момент сакам да искористам прилика да ги поканам сите преспани, сите ресенчани, сите македонци да дојдат да го посетат овај хуманитарен, добротворен настан на свечено отварање на Преспански треперења. Ви благодарам. Само уште една дополнителна информација за публиката и за посетителите. Да им кажеме дека Свети Наум пред да биде монах бил поет
и се вели дека поминал низ Преспа, дека се напил од чешмата токму овдека во дворот на црквата Свети Наум Охридски и затоа го носи неговото име. И исто така се вели дека внатре во црквата има лековита вода која им помага на децата за да зборуваат. Ги покануваме сите да дојдат и да го посетат местото. Доколку ви се допадна ова видео, притиснете на дугмето лайк. И доколку се уште не сте го заследиле овој канал, притиснете subscribe за нови видеа.